4 глава, од 20 стих до 27. Така освети ги како ги пратите. Значи, ќе зборуваме за слушање на Божиот збор или слушање на Божиот глас. Како да го слушнам Божиот глас? Се читат стиховите? Ај малку да ги читам. Звонка, дали ми сака да ја помогнеш? Сакам на микрофон да ги прочиташ сите. Синко, внимавај на зборовите мои и приближи головото кон поуките мои. Да не отстапуваат тие од очите твои. Чувај ги внатре во срцето свое. Зашто тие се животот за оној што ги нашол и здравие за целото тело негово. Од се што е запазено, намногу чувај во срцето свое, зашто од него се изворите на животот. Отфрла ја од себе лжливоста на устата и лукавоста на јазикот од себе оддалечи го. Очите твои нека гледаат право и клепките твои да бидат управени право пред тебе. Провери ја патеката со нозите своји и сите патишта твои нека бидат цврсти. Не скршнувај ни десно, ни лево. Оддалечи ја ногата твоја од злото. Фала ти многу. Звонко има многу убав глас, затоа го ми личи како на радио водител, така глас. Може би некојаш би бил водител на некој христијанско радио. Што може би го слушнавме Божиот глас денеска. И ние читавме, после слушнавме. А знаеме, читаме во Библијата дека верата доаѓа од слушање на Христовото Слово. И тоа го пише во Римјаните 10:17. И така верата доаѓа од слушањето од Христовото Слово. Интересно е, значи, кој после служби, после некои предавања за Божиот збор, се чувствуваме некако убаво, охрабрено. А што е тоа? Нашата вера е подигната, ојачана од слушањето на Божиот збор. Понекогаш со некои луѓе кои зборувам и се зборуваме стихови од Библија, така си раскажуваме за тие работи и после го прашам како се чувствуваш сега? И некако фино се чувствувам. А знаеш ли зашто? Зашто зборуваме од Божите стихови и верата во тебе се ојача. Затоа е добро да се слуша Божиот збор, Божиот глас. Значи, во почетокот, Бог нели создаде се за 7 дена, за 6 дена, кроната на неговото создавање беше човекот и жената која ме создаде да му биде партнерка. И Адам многу се залюби во неја, ја послуша, изгреши и он, и падна во грев. Значи, не беа послушни на Бог, го прекршија тоа. Заради тоа следеше казна, дека веќе нема да живеат вечно, но ќе умрат еден ден. И сите луѓе што после нив дојда, сите ја добија истата казна. Дека ќе живеат, ќе се родат и еден ден ќе умрат. И така Господ како што ги благослови, како што рече, множете се наполните во светот, светот се наполни, но се наполни и со грев, со беззаконие и со работи што на Господ не му се допаѓа.
што беа противно на неговата светост. Конкретно не знаеме баш се што било тоа и Господ одлучил да го уништи овој свет. Но направил план за спасение на човечкиот род и преку инструкциите што ги дал на Ное, Господ го спасил Ное и неговото семејство и животните кои што Господ ги обрал. Кога излегле од бродот, се поделиле, неговите синови и од нив излегуваат групите на народи кои ја населуваат повторно земјата и се множат пак и ја населуваат земјата. И Господ, после го одбира Израел, преку ветувањето на Авраам, кој беше праведен според верата, Авраам, Исак, Јаков и станувањето на Израел во 12 племиња како нација, која беше избрана од Господ, за преку неја пак да се Господ да го оствари својот план за спасение на човечкиот род. И знаеме, беше Израел во робство во Египет, мислам 400 години беше, да. И Господ ги спаси со казните што ги направи на Египет и ги изведе во пустината. И Господ тогаш им го даде заветот, преку законите, преку 10 Божји заповеди и другите закони, Господ му говореше на Мојсей и го направи заветот со својот избран народ, кој денес го викаме Стар Завет. Но тој завет не беше возможен да се исполни од човекот. Мораше жртви да се направат, да се пролива крв, нон-стоп, константно, за да се искупи гревот. Гревот што мора да се плати со смрт. И така поминуваа години, знаеме, читаме низ Библијата, мислам, подетално работите се читаат низ целата Библија, затоа ви охрабрувам да читате. И знаеме дека Господ преку својот народ, преку Израел, го прати Исус, Месијата што дојде, Божиот син, за да го спаси овој свет од смрт. Со тоа што самиот Бог стана човек, се симна на земјата, живееше тука како сите нас и настрада на крст за да плати за гревовите на човештвото. И знаеме, он ја победи смртта, воскресна на третиот ден и со тоа се оствари планот на спасението што Бог го определи за луѓето. И знаеме сега дека веќе 2000 години важи, дека нема друго име под небото дадено преку кој човек може да се спаси од смрт, нема само преку Исус Христос. Што се случува? Човекот кој ќе поверува во Исус, тогаш неговото име е запишано во книгата на животот и тој човек се рачуна за спасен човек, кој ќе има живот вечен. Добро. Во сите овие периоди во Библијата гледаме дека Господ имал луѓе, као например Аврам, као например Мојсей, Ное, кои се други пророците, сите и Јован Крстител, Исус и после преку апостолите. Со сите овие луѓе Господ комуницирал на одреден начин. Исус, пред да се вознесе, им рече дека ќе го прати утешител, тој Светиот Дух на своите деца и рече дека е подобро он да оди за да даде утешител. Сега ние, Господ Бог во сите нас живее и ние сме Негов храм и ние сме сега толку благословени како пророците
во Стариот Завет што Светиот Дух живее во нас. И ние сме способени да го слушнеме неговиот глас. Значи, сега ќе разговараме како се прави тоа. Темава ми дојде како размислувајќи за ова време и си викам, па ние би требало да ги знаеме Божите инструкции. Би требало да знаеме што Бог очекува од нас во овој период. Не треба да бидеме слепи и да не го знаеме, да не знаеме неговата волја. Тоа важи за цел живот, меѓутоа баш во овој период на несигурност овие 2 години, убаво е и како црква и како поединци да го слушаме Божиот глас и да делуваме по неговите инструкции. Како ние го слушаме Божиот глас? Прво и основно и главно, значи, читајќи го Божиот збор, читајќи Библијата. Значи, мора све да ставиме да го мериме според Библијата. Тоа е нашата основа. Господ ни го дал неговото слово, значи не оставил да не знаеме ништо, да сме голи и боси, него ни го дал нешто, ова нешто најскапоцено, тоа е Божиот збор. Кога читаш Библија, внимавај, остави други работи да не те интересираат, телефон и тие работи, и читајќи, ти можеш да го слушнеш Божиот глас, Божиот збор кон тебе. Што треба да направиш? Едноставно да внимаваш. Помини време, внимавај на тоа што го читаш. Некојаш се случува некои книги од Библијата 100 пати да си ги прочитал и ги знаеш на памет дори, а ти внимаваш и во некој стих Бог ти даде одговор или насока за некои работи. Значи треба да внимаваме, како што вика, приближи го овото кон полките мои, да не отстапуваат тие од твоите очи. Го збориме тоа нон-стоп, 100 пати читање Библија е многу важно. Зоран сега скоро збореше. Значи, многу е важно во нашиот живот да го правиме. Друг начин, како можеме да слушнеме Божиот глас, е во молитва во нашиот дух. Значи, времето што го поминуваме со Господ, кога ќе бидеме насамо, а тоа насамо може секаде да биде. Битно е да бидеш насамо со Господ. Божиот глас може да се научи да се слуша и Бог ти говори во твојот дух. Не можам да кажам тивок, пошто не се слуша, ама едноставно знаеш дека тоа е Бог. И тоа личи малку како твојот внатрешен глас. Мислам, ова сега што го зборам и за мене. Ние се учиме, се тренираме во Божите, во побожноста, да кажеме, и во нашиот живот со Бог. Но внимавајте, има и други гласови што се мотаат из нашата глава. Тоа треба да се пази. Ќе зборуваме попосле за таа работа. Како може да го слушнеш Божиот глас? Може да го слушнеш преку други луѓе, преку христијани, преку тие што проповедаат. Може би вечера Бог тебе те зборува преку ова што го кажувам. Не дека јас сум битен, него Бог така одлучил да се проучува неговото слово и да се слуша. Друг начин, Господ може да те зборува, да те предупреди за некоја ситуација преку сонови, преку визии. И ти не знаеш што е тоа, не можеш да го објасниш од почеток. После некој време, недела дена, месец, два, ќе се сетиш на таа работа и
ќе ти стане јасно што било тоа. Господ е добар, нема да те уплаши он со некои работи, него ќе ти даде толку колку што можеш да поднесеш, обично. Значи не треба да се плашиме од тие работи. Нормално, некои сонува страшни сонови, такви работи може да не се од Господ, нека се моли да биде ослободен од тие работи. За кошмари зборувам, нели, Бог не мори. И сега, што треба ние да правиме, знајќи ги овие работи? Што треба сега понатака да правиме? Можеш да отвориш Матеј 6:37. Прво и основно, не грижи се. Матеј 6:37 понатака. Сега јас ќе читам. Така. И ти имаш въпрос? За пеење или за зборување? За двете. Ајде до крај, до 34. Сега, ова се зборовите на Исус. Значи, ова е, мислам дека е беседа на гората, кога им објасна на луѓето. Зборовите на Исус, значи, што се напишани во Библијата, за мене се специјални зборови. Значи, тоа е апсолутно нешто нај што е напишано во Библијата. Така да, ова, значи, не ни вадам од контекст, него се ова зборовите на Исус што ми кажува на луѓето. И така, не бидете загрижени велејќи, што ќе јадеме или што ќе пиеме, или што ќе облечеме. Зашто сето тоа го бараат и другите народи, а вашиот небесен татко знае дека сето ова ви е потребно. Туку барете го најпрвен Божјото царство и неговата праведност, а сето друго ќе ви се додаде. И така, не бидете загрижени за утрешниот ден, зашто утрешниот ден ќе се грижи за себе си. На секој ден доволно му е неговото зло. Сега, ова Исус го кажува на сите генерации овие 2000 години. Такви сме луѓето и ние сакаме све да се обезбедиме, се да бидеме сигурни, да ќутиме никаде и ништо не правиме. Некогаш е потребно и жртвување на некои работи ради Царството Божје, али Господ ветил дека ќе се грижи за нас. Значи, вика, нашиот небесен татко знае дека сето ова ви е потребно. Така да верувам да сме живееле до сега благословен живот, сме ги имале потребите сите и напредуваме во доста работи и понатака ќе веруваме дека Господ ќе продолжи да се грижи за нас. Така да можеме да се опуштиме сега и да ги префрлиме нашите грижи на Него во овој период што следи. Значи, тоа што го прават другите народи, не треба ние да го правиме, да се грижиме, ќе ги префрлиме на Него тие работи. Што можеме друго да правиме? Барем мудрост од Господ. Во Јаков 1 глава 5 стих вика: ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бога, кој им дава на сите изобилно и без укор, и ќе му се даде. Во многу ситуации не знаеш што треба да направиш. И тоа е во ред. Имаш пристап до Божиот трон преку молитва, можеш да дојдеш и за одредениот за тој проблем или одредена ситуација можеш да бараш мудрост од Господ. Мене ми се случило неколку пати така,
последните 2-3 години, буквално да верувам така како дете и да му кажам на Господе, за таа работа јас немам мудрост. Како што вели Библијата, барам од тебе мудрост. И се решава ситуацијата на добро по некој време. Значи, што можеме друго да правиме? Можеме да молиме дух на мудрост и откровение. Павле во Ефесијаните се моли, во ведниот поздрав на Ефесијаните и вика: се молам на Бог да ви даде дух на мудрост и откровение во вистинското познавање на Него. Значи, да, тоа е светиот дух што ние сме го примиле, меѓутоа и покрај тоа што сме спасени и сме во таа состојба, ние треба да се надградуваме во вистинското познавање на Него, на Исус. И затоа ни е потребно мудрост и откровение. Што треба да правиме? Дар на знаење и разпознавање духови. 1 Јован 4.1, ако можеш да отвориш. Некои работи потенцирам што мислам дека се битни за овој период на време. Ова се мои размислувања, а и значи затоа ги објаснам овие некои работи. Мили мои, не верувајте му на секој дух, туку проверувајте ги духовите, за да видите дали се од Бога, зашто многу лажни пророци излегува во светот. По ова препознајте го Божиот дух. Секој дух кој исповедува дека Исус Христос дојде во тело е од Бог, а секој дух кој не го признава Исуса не е од Бог. Тоа е духот на Антихристот, за кого сте чули дека ќе дојде и сега веќе во светот. Значи, тука сакам да потенцирам како се испитува тој дух што не е од Бог. Значи, тие има учења религии што кажуваат дека Исус не е Божи син. Од старт тука баталите ги тие работи, знаете од каде доаѓа. Некојаш се заплеткани во други форми, значи од околу иде и не кажува за Исус ништо, наводно има некоја духовност, некоја религиозност во нив. И внимавајте како се испитуваат тие со признавање на Исус Христос дека е Син Божи. Дар на знаење, разпознавање духов и дар на разпознавање духов, тоа два дара се. Значи не е тоа да гледаш ти во духовниот свет. Ти можеш да добиеш од Господ чувство, дури во стомакот, дека нешто тука не штима, не е во ред и мислам, мене така ми се десило во некои ситуации, да бидам во некоја атмосфера и кога ќе приметам, чека, ова е нешто различно, тука има нешто. Ние имаме власт и со молитва можеме против таа ситуација или против тоа нешто што стои во таа сфера или работа, можеме со авторитетот преку Исус да смениме ситуацијата. Значи преку едноставна молитва. Ние имаме власт и тоа се случува. Значи ништо не е комплицирано, ништо не е страшно тоа, него добиваме откровение на таа работа или кај некој човек или на некој место, се молиме и Господ делува и работата се менува тука. Нели е добро тоа да можеме да делуваме во такви ситуации? Добро, сега сум
Си размислувам нешто за препознавање на времењата и сезоните, во кое време живееме, слушаме разни работи околу нас, се објаснува нешто, дали е откровение, дали не. Јас лично не знам, не можам со сигурност ништо да кажам дали се последни времења. Размислувам дека можеби пред 80 години биле во некоја ситуација таква, луѓето мисле готово, крај сега ќе биде, па се сменило нешто. Без разлика, значи мора да бидеме будни да пазиме на сите тие работи. Постои, мислам, ветувањето е стварно дека Христос повторно ќе се врати. Треба да бидеме спремни. Значи, може би во нашиот живот да се случи тоа, ама пазете, тоа го верували дури првата црква, дека во нивниот живот ќе се случи второто Христово доаѓање. Но сепак, можно е Господ да не води и да делуваме, ако е потребно и ако препознаеме некои работи. Сакав сега со вас да споделам некои работи што мене ми секако ми се објаснати од Господ, како откровение ќе кажам. Или сум размислил на одредена тема, па ете, ова сум го заклучил следново. Значи, ова што се случуваше последна година и нешто, и мене како христијанин не ми е прифатлива некоја работа. Например, јас верувам и мислам дека Господ го сака тоа од мене, да од мене излегуваат благослови спрема другите луѓе. Значи, јас не можам да поверувам дека јас сум проклество на другите луѓе, освен ако им пуштам некои лоши зборови. А да бидам шуга или зараза на другите луѓе, не верувам, од мене ќе излегуваат благослови и добри работи да се случат кон другите луѓе. Мислам дека тоа Господ го сака од мене. Затоа сум дете Божие, нели? Некогаш во некои ситуации знаеме точно што треба да правиме, имаме точни инструкции од Господ или од Божјото Слово за одредени ситуации, а има ситуации кога не знаеме што треба да правиме, ама знаеме што не треба да правиме. Значи имаме совест, не учеле родителите, сме го читали Божјиот збор и знаеме што не треба да правиме во таа ситуација. Као прост пример, ќе ви кажам, значи, ја знам дека не треба да идам во казино. Не треба да го прашам Господ за таа работа. Едноставно знам дека тоа не треба да го правам. Така го кажам тоа као неутрален израз, чисто да као споредба. Не сум имал такви проблеми, не ми сакам да. Добро, ќе видиме колку време да зборувам јас. Ти реков пола сат. Уште малку. Ајде оваа тема малце да разговараме. Во светот работите се покренуваат или функционираат или ќе се подбутнат со пари, со средства. Нели, сите знаеме. Ако негде ќе закочи работата, ќе платиш повеќе и ќе се откачи, ќе продолжи. Нели? Така во светот се вршат работите со пари. Во Царството Божјо не е така. Исус рече, дајте му го на царевата, на Бога Божица. Добро, за парата, нели, сака да го искушуваат, и Исус беше многу мудар, се извади од ситуацијата и сите остана без зборови.
во Царството Божјо работите се покренуваат со Божјиот збор. Значи така функционира Царството Божјо. Кога зборуваш ти во некоја ситуација што е закочена, советувањата од Божјиот збор, можеш да добиеш пробив во таа работа. Значи, во светот се палите, во Царството Божјо е Божјиот збор. Знаеме дека Божјиот збор не се враќа празен. Господ кога ќе каже нешто, тоа се исполнува. Знаеме дека Божјиот збор е поостар од двосекол меч. Тие се сите прекрасни стихови што ни потврдуваат за силата на Божјиот збор. Следна работа. Не е потребно повторување на празни молитви. Хајде да читаме Матеј 6 глава, 6-7 стих. Може би ти остана од Матеј, предска таму близко. Негде читав сега некаде портал, што беше, и некој стари свештеник ми рече, нека молитва со Марија 150 пати секој ден и готово, немаш гајле. 6 и 7. А ти, кога се молиш, лези си во својата соба. И од кога ќе затвориш вратата, помоли му се на твојот татко кој е во тајност, а твојот татко кој гледа тоа што е тајно, ќе те награди. Јавно. Така во друг некој превод зборува. А кога се молите, не повторувајте празни зборови, како другите народи, бидејќи мислат дека молитвата ќе биде сослушана и исполната заради многуте зборови. Значи, јас односот на мој со Бог го поистоветувам како однос родител и дете. Например, јас со моите деца еднаш во денот ќе се видиме и ќе ги гуштам, ќе ги бакнам, ќе се насмееме како се што правиш, и може би и тој ден ништо друго да не кажам. Секој си прави своја работа, нели? А тоа не значи дека ние тој ден не се сакаме, например. Некојаш ќе седнеме и ќе разговараме пола сат, 1 сат. Ако е потребно, или ни е убаво, се шалиме нешто, правилно. Не треба да се оптеретуваме ние, сега морам да се молам, колко е сат, 3 сати, ово, не. Значи, треба да се посветиме, да не одлече светот. Меѓутоа, бидете слободни кога доаѓате кај Бог. И 2 збора се доволни. И 1 стих прочитан е доволен, ама не е ова правило. Само сакам да кажам да не се чувствувате виновни дека леле малце се молам, вака, така, ова. Треба повеќе. Значи, не чувствувајте вина за тоа. Само да не биде ова оправдување, и Зора рече, може малце да се моли. Главната поента во што кажаме да не чувствувате вина. Од листата на работи што треба да ги правиме, има уште едно. Откровение 18.4. Се надевам ќе се охрабриме сите денеска и читаме стихови, ќе ни подигнат верата, ќе не приближат
ќе го освежат на нашиот однос со Господ. Да. Се надевам дека тоа ќе се постигне вечерно. Зборам и за себе си. Значи 4, не 18, 4. Тоа е? Да. И чув друг глас од небото како вели: излези од неа, народе мој, за да не бидеш соучесник во незините гревови и да не ги примиш незините зла. Може да се чита и понатака, не мора само секој да ви кажам. Значи се зборува тука за во Откровението за Вавилонската блудница и тука се кажува: излези народе мој од неа. Сега ова може би некогаш сме го сваќале како кога ќе се случи, значи во крајните времиња, за тогаш важи. Јас мислам дека ова важи за сите генерации. Вавилонската блудница е таа вавилонска религија, сатанска религија, што се провлекува низ сите векови и што е вкоренета во доста религии во светот. Има различни маски, значи различно ги заробува луѓето и имаме јасна порака дека ние треба да излеземе од сите тие работи. Може би е тоа и хороскоп за некого, за некого од тие источнички религии, значи обожавање мајка со дете, и тоа, кога ќе видите такви работи, бегајте од тоа, излезете од тие работи. За да не бидеш соучесник во незините гревови. Може да размислувате на тие теми. И една многу битна работа за крај, што треба да правиме. Отвори 1 Јован 4, 20-21. Јован 4, 20-21. Една од Божите најголеми заповеди. Ако некој рече го љубам Бога, ако мрази својот брат, лажливец е. Зашто кој не го љуби својот брат кога го видал, не може да го љуби Бог кој не го видал. Од него имаме оваа заповед: кој го љуби Бог, да го љуби и својот брат. Значи, последната работа што сум ја избрал, за што треба да правиме понатака, или во овој период, да се љубиме еден со друг. Мора да дадеме голема важност на ова. Ние како луѓе имаме тенденција да се караме за ситници, да замераме, да ги сваќаме луѓето погрешно и после да се налутиме, да се раскараме, да се створи коренна горчина и некој да каже: си одам сега од црква, не ми треба ваква црква, тама вакви, такви луѓе. А тоа може се да биде измислица најобична, ништо да не значи тоа. Затоа внимавајте на такви работи. И нормално, Господ не рекол да се простуваме, што и да е, да се простуваме еден на друг. Тука оговарањето представува многу голема опасност. Подобро да му кажеш на човек во очи, ама не само да, или да пазиш да не го навредиш, да најдете некој договор. Ние сите се вежбаме во тие односи, некојаш тешко ни иде, некојаш лесно. Меѓутоа е многу важно, за да не дојде корен на горчина, како што вика во Библијата, да се јави во нас, па да испадне голема работа и значи, на ова треба многу да обрнеме внимание. Добро, ајде да направиме некој резиме сега, да не биде се натрупано. Значи, Словото Божјо, многу најбитна работа. Сите работи треба да ги мериме спрема стандардите во Божјиот збор. Тука сме сигурни
и знаеме што треба да правиме. Ако нешто не се сложува со Божиот збор, знаеме да го избегнеме. Значи, да не се грижиме, да бараме мудрост од Бог во дадени ситуации. Некои луѓе од светот се плашат сега што ќе следи од десен, како ќе биде, ова ќе биде, она ќе биде. Нема ништо да биде. Посебно, како лани може реприза. Меѓутоа, не се мачете да се грижите овој период. Да. Тоа би го потенцирал исто да знаете дека од вас ќе излегува благослов кон другите луѓе, а не проклетство. Кога не знаете што да правите, знаете што не треба да правите. Светот, работите се покренуваат со пари, во Царството Божјо ги покренува со Божиот збор. Исповедање и стоење на ветувањето на Божиот збор. Се надевам ќе се охрабриме сите вечерва и ќе внимаваме на Божиот збор, на Божиот глас во следниот период. Ова сега во овие времиња баш е многу актуелно, со оглед дека и лукавиот ги цитира зборовите на Господа. Навистина е проблем како да разбереме кога говори Господ, кога говори лукавиот. Да, ме подсети се, баш тоа сакал да го објаснам, заборавив. Значи, реков преска дека може би разни мисли да ни се мотаат низ глава. Некои луди идеи одеднаш да дојдат, да се чудиш од каде ова. Некојаш, ја кога не бев искусен во тоа, се обвинував себе си на тие работи, како смеам ја вака да размислам, а тоа не беа мои мисли. Некој пробувал да ме измами со тоа. Исто така, јас понекогаш имам проблем, некоја таква мисла одма да изговорам. Дали некоја шала или штос, а после ми е криво и глупо беше ова што го кажа. Извини, само ќе ги упаднам. Многу поволно ми се јавува кога барам мислење од Господа, оној другиот отколку Господ. Веројатно Господ размислува, ме остава да самиот дојдам до одговор. Еме да споделам ја и сега. Добро, јас зборувам сега, например, кога си на работа или шеташ негде во автобус, правиш некои други работи и ти доаѓаат мисли низ главата, за тие ситуации зборам. Мислам дека ако седнеш и чекаш на Господ, биди внимателен, ќе го чуеш. Господ е верен, праведен и многу не сака така да во зависност од ситуацијата нема да ни извисува никогаш не. Амен. Уште една работа се ми текна, значи треба да внимаваме да не го искушуваме Господ. Значи, поготово со тие работи што рековме, знаеме што не треба да правиме и сега ти ако се молиш на Господ, ти го искушаш Господ. А знаеш дека не треба тоа да го правиш, да кажем. Добро, тоа би било тоа. Фала на вниманието.